Манастирот посветен на Свети Јован претече во близина на Демирхисарското село Слепче. Е милениумски чувар на многу историски тајни, уникатна убавина и раритетна уметност. Ова место има своја славна историја, а најзначаен дел од неа е надалеку познатата Слепченска препишувачка школа, која што дејствува во рамки на Охридската архиепископија. Но за жал во 19-тиот век сите тие списи над 2000 на број се изнесени од Македонија. Денес сестринството на манастирот под водство на игуменот Серафим се обидува да поврати дел од нив во електронска форма и потоа повторно да ги спечати. Досега повратиле околу 200 дела, но за жал без никаква помош од државата. Македонија нема некоја национална стратегија за овие работи. А се нема национална стратегија за твојата историја. Тоа значи едноставно полека корените сам си ги касни. Не треба други да доаѓаат од страна. Не ни треба. И ние викаме денеска ракописите не се однесени. Па добро, однесени се. Ево ови ги вративме. Кој ќе работи сега тоа? Значи вие мора да имате кадри на тоа ниво. Не беше одговорено страна на Министерството, нивните веројатно научници таму дека не е од национален интерес. Не е национален интерес. А кој е вашата национален интерес? Дајте ми платформата. Сега планираат во фототипно издание да го испечатат и најстарото дело на оваа препишувачка школа, Слепченскиот апостол од 10-тиот век, кој што го собирале на парчиња од повеќе места и држави, така што цел сега ќе го имаме повторно само ние. Ова е познатиот стиховен Слепченски пролог, кој што за прв пат овде, значи во литературата, во средновековната литература се појавуваат стихови пред секое житие. Слепченските зборници, како што ви кажав, значи ги обработуваат догматските и богословски теми на великите свети отци и можеме да констатираме дека монасите кои што овде живееле многу добро го владееле одлично, значи и старогрчкиот јазик и латинскиот. Планираме да го обработиме Слепченскиот апостол, кој што го прибравме од како рацепкан од повеќе библиотеки, треба да се состави еднаш во една целина. Сестринството во манастирот ја возобнови и резбарската работилница во автентичен стил на некогашната плитка резба со доминација на плетеницата, а во ателието Свети Лука за иконопис и живопис се негуваат техники на цртање стари и по неколку векови. Изработуваме икони во јајчена техника, живопис во казинска техника, од казин кој што самите си го припремаме со помош на обезмастување на кравиото млеко. Целта е преку старите технологии да се долови духовноста на ликот на светителот, да се сочува типологијата на светителот, се работи со полимент, со подлога, со болус. Целосната процедура е една природна постапка со грунт, со креда, ленено масло, полимент кој што е еден вид на земја, на глина, и која што служи како перниче на златото. Возобновена е исто така и издавачката дејност. Манастирот има издадено 50 на книги преведени од руски, грчки, англиски и српски јазик, над 200 акатисти, а се издадени и стихозбирки на поезија насловена како Манастирски води.